Здраво на сите, следите нов подкаст, видео подкаст на Радио МОВ. Со овој подкаст некако сакавме да се вклучиме во деновите на медиумска писменост кои се одржуваат сега оваа недела и последниот ден, понеделник мислам наредна, да. Деновите на медиумска писменост вклучуваат разни настани, работилници, отворени денови, како што има у Радио МОВ, или промоција една си направиме сега за упеток, од 10 до 12 часот ќе има во Радио МОВ отворен, кој сака може да дојде. Радио МОВ се вклучува на сите овие денови кои што вклучуваат, нели рековме, работилници, конференции и така натаму, се вклучува со оваа видео дискусија, видео подкаст, како сака да наречеме, нели? Ова е нашето ново импровизирано студио, дечки се преселивме од горниот на долниот спрат на куќата и сега малце реновиравме, што правевме, кречевме у собата, нова опрема чекаме моментално, нови дифузери за урадиото, дека тоа се среди, решивме тука да го поставиме искрено моментално ова импровизирано студио и во ова импровизирано студио да имаме гостин Дејан Георгиевски од Центар за развој на медиуми, кој што ќе позговараме за нови медиуми, како се движат новите медиуми, кои се потребите на корисниците, одговорностите на корисниците, она се што имаш изминатаа година во поглед на она што се вика регулација, саморегулација и така натаму и така натаму. Дејан, си зназборев ја, малце за тебе да вржам и ти да збориш. Кога збориме за дигитализација на медиуми, некако морам да дадам некако ретроспектива на што значи дигитализација, затоа што денешната да дадеме една ретроспектива од каде почна сето ова и како дојдовме до новите медиуми, за да може да збориме потоа за новите медиуми. Сигурно имаше една фаза која што во една интервју ти ми рече дека нели нема враќање више по старо, односно нема да гледам ситуации кога една општествена елита, односно едни исти медиуми посредуваат пораки за политика, економија, бизнис, црква, војска и нели по широката јавност, туку нема тие пораки да се сватени во онаа монолитна форма. Што значи, како дојдовме до тука и што ќе правиме понатаму ќе збориме? Прво здраво. Ја не сум веќе млад, ама сум млад по дух, барем се надевам. Еве нови простории, со здравје да се служите. Не знам јас севте дали правам, ама не е. Да, севте правиш. Значи тоа е чест и одговорност невидена. Што со новите медиуми и како стигнавме до тука? Па стигнавме така што некогаш одамна во прапотопски времиња, нели предпотопски времиња, таму во 60-тите и 70-тите, започнало со развој на некаква мрежа компјутерска за комуникација прво нели за воени потреби, за потребите на армијата на САД, па после универзитетските центри, за да веќе во 90-тите стигнеме до нешто што се вика интернет, нешто што се вика World Wide Web, нели сесветска мрежа, ама слабо го користиме тој термин затоа што е прилично кабасти и тешко се валка по јазик и некои од клучните работи се случија 90-тите, именно тогаш не беше лесно и едноставно да се направи вебсайт, да се обезбеди, како се вика тоа, онлайн присуство, требаше некој што знае да програмира, некој што знае да дизајнира, некој што знае секакви чуда, децата што имаа петки математика и после студираа на електро или на ПМФ. Од 99-та нели почна да се разговара за тој еден концепт Web 2.0, кој што ќе го замени дури и на интернет до тогаш присутниот модел на јавна комуникација, имено еден кон или малкумина, што спомнати елита, кон сите, во двонасочна или, како би се рекло тоа, повеќе насочна комуникација и тоа, кој велам повеќе, тоа буквално значи милиарди и милиони насоки. Значи се појави можноста на готови темплеити за вебсајтови, за каква и да е потреба, нели тие новите контент менеджмент системи како Drupal и особено WordPress, кои се едноставни за користење, лесни, ефтини, практично се бесплатни. Што овозможи појава на блогери, овозможи појава на социјални медиуми
како што се, односно во практична и во техничка смисла, нели, тоа се разни мрежи за размена споделување на видео, за размена споделување аудио, за текст, за ово, на блогери, влогери. После сите тие стана инфлуенсери, нели, со еден збор, па се појавија социјалните мрежи. Прво MySpace, кој што беше страшно симпатично, нели, ама и неа новото време, иако и таа самата потекнува од новото време, не успеа да го преживее налетот на Facebook, на Twitter, на не знам колку ги има глобални, затоа што не се само Facebook и Twitter, не знам, во различни јазично говорни подречја има и други мрежи, затоа Instagram, треба голема, TikTok, треба голема заедница. И проблемот е што традиционалните медиуми цело време ја промашуваат можноста тоа да го искористат за себе. 90-тите на интернет се сметаше дека е небитен за информативната пред се функција, и се пропуштија шанси. Текстовите на интернет што има врска со одржливоста, што е најголемиот проблем што до ден денес го имаме. На интернет сето тоа се даваше бесплатно, интернет беше само како уште една можност за монетизација, односно за продажба на банерски простори, на дисплей адвертайзинг, рекламирање. И дури подоцна почна да се занимава со тоа, ама веќе беше предоцна тоа што го нарекуваме нови медиуми, а тоа се све ова, блогери, влогери, овакви, онакви инфлуенсери, социјални мрежи, нови интернет нейтив, нели, ньюс сајтови и операции, иако и на нив нешто сјајно не им оди, што е судбината генерално на сите што се занимаваат со таков тип на новинарско информирање, за да дојдеме до оваа ситуација во која што сме денес. Телевизиите порано има голема улога. И денеска имаат, но интересно има, според, сакам да те прашаме со телевизиите, кога правиме некоја, ајде да речеме, дистинкција или она медиуми и така натаму. Во денешно време многу, еве и самите новинарски здруженија некаде и тука има дискусија меѓу нив, што е телевизија, што не е телевизија, дали она pay-per-view се што е телевизија, дали она TV on demand сега што го гледаат младите, дали е телевизија. Од една страна бараме секојдневно какви се трендовите на младите кон медиумите и што ги гледаат, за да од таму се развиваат некакви политики, активности, содржини на нив кои им се потребни, за да знаеме. Од друга страна па и самите уште сме во некоја фаза, не знаеме кои се телевизии, дали се тие телевизии, за да можеме анализа според нив да правиме, по таа анализа да произлезат тие потребни истражувања, потреби нив. Види сега, факт е дека е малку променета и терминологијата и ние, значи, даваме се од себе да не ја усвоиме. Денес генерално кога се збори за телевизија и кога ќе кажат таму некои премудри странци дека е златно доба на телевизијата, тие пред се мислат на квалитет на драмска програма. Значи сите овие серии што ги обележа последниве најмалку 3 децении од појавата на Ваја, малку и пред тоа од Buffy the Vampire Slayer, што е прв таков поп-културен феномен практично станато, до Game of Thrones и не знам што е, Мандалоријан, што е сега страшно популарно, не е битно. Тоа е. Се друго се аудиовизуелни медиумски услуги, што е таа сега тој збирниот, нели, термин што опфаќа се. Сега кај нас ние имаме еден мал проблем кога зборуваме за медиуми во тоа што се нарекува медиумска, нели, новинарската заедница, ние мислиме пред се на тоа дали некој има вести или нема вести, односно мислиме само на информативната функција на она што се нарекува јавни масовни медиуми. И она се смета дека забавата, културата, јас сум се расправал со луѓе кои што ми тврделе дека ако нема вести не е медиум. Значи не може да не е медиум, секоја јавна комуникација мора да мине низ некаков медиум, па еве и сега ја и ти кога збориме, воздухот меѓу нас е медиумот и ако бевме во безвоздушен простор не можеше да се слушнеме. Така што таа приказна е малку депласирана одамна. И дел од тоа е
Лично мислам дека е напор да се зачува одреден општествен, ако сакаш и статус, некаков престиж. Новинарската професија некогаш имаше некаков престиж, нели тоа се луѓе што се борат за правда, вистина и така натаму. Сега новинарската професија е во криза, поради недостигот на пари, што сите тие нови медиуми и стриминг сервиси, и телевизија по барање, и Facebook, и search адвертайзингот на Google и, знаеш, една мала дигресија, јас се изненадив, Bing, значи Microsoft, никој не би рекол за Microsoft дека е голем играч на полето на адвертайзинг. Bing прави 8 до 10, не знам, милиарди долари обрт само од search advertising. Може да замислиш во какви бројки се мери тоа кај Google, да речем. Да, тоа стигно сакав, сега добро што го спомнава, сакав и тоа да прашам. Во денешно време буквално медиумите порано ако зависеле сами од себе, сега зависат од, да речеме, од големите социјални мрежи и буквално, да речеме, до некој степен социјалните мрежи, огромните компании, сето да, им го диктираат темпото на работа. И сега, кога дојдовме до тој степен, значи сега помина, ајде да речеме, онаа формата која што ја имале некогаш големите класични медиуми, сега зависат и од други, за да својата содржина ја пласираат онаму кај што е. Што правиме сега од тука натаму? Дали можеби ке медиумите скоро треба да се формулираат и својата работа да ја прават согласно социјалните мрежи што бараат? Мислам, не знам дали ми го сваѓаш прашањето. Те разбирам целосно. Значи вака, тоа што се случи е дека медиумите кои што имаа монопол, значи пазарот е најбитен сега. За жал најбитни се парите. Медиумите долги скоро век и пол, и тоа традиционалните медиуми, прво весниците, па после и радиото, па после и телевизијата, знаеш, технолошкиот напредок како оди напред, имаа монопол на огласувањето и на приходите од огласување на огласувачките трошења. И од тоа се живееше, бога ми, многу добро. Значи, некаде до 95-6 година, профитна стапка, пази, значи, после даноци, после се живо, профитна стапка од 25-26% воопшто не била чудна работа, ако ти имаш телевизија, ако имаш весник, или било што. Сега најинтересното е што и низ таа цела историја, новинарството, бидејќи тоа, нели, информирањето за тоа што се случува околу нас, некако ни е најважно кога ги правиме оваквите разговори, само за себе никој пат не било одржливо. Значи, парите ги заработувале други содржини што медиумите ги пласирале за да продадат реклама, односно, како се вика тоа, business of advertising бил 90% од заработката, да речеме, на еден просечен весник, business of news, имено продажбата, значи некој го купува весникот за тоа, биле само 10, во најдобри случаи 15%. И влијанието на социјалните мрежи на големите технолошки платформи е во тоа. Прво ги одземаа приходите, на кои што традиционалните медиуми се уште автоматски некако сметаат дека тие приходи треба да бидат нивни. Ако некој се огласува, мора да се огласува кај нас. Да, имаште зависност беше некоја, зависност од тоа. Сега, и втора работа, бидејќи тие технолошки платформи, а тие не се наши локални, и тоа мора да бидеме предвид, тие се, како се вика тоа на англиски, economy of scale, економии од голем обем. Значи, тие се глобални и бројките што тие ги постигнуваат на посети на корисници се во практична смисла незамисливи. Мислам дека Google има едно 110-115 илјади пребарувања во секунда. Тоа, ако знаеме дека една година, да речеме, има, не знам, 31 милиони 560 илјади секунди, тоа е непоимлива бројка пребарувања кои што Google ги користи за да заработи пари од продажба на реклами. Никој не може да ги постигне тие бројки. Втора работа е што интернет е правен во новинарска смисла, ако сакаш да успееш. Или ке си глобален, значи ке си New York Times, ке си Guardian, што повлекува нормално скапи инвестиции во луѓе, не знам, New York Times моментално кога беше само печатно издание, имало околу 1200 новинари, 1300 во редакција, сега има 1800. Значи,
Или ќе бидеш глобален, или ќе бидеш хиперлокален, или ќе се за да некоја заедница локална во географска смисла да те одржува, ама ти тогаш ќе се грижиш само за неја и за нејзините потреби на вести, или ќе бидеш тематски, некоја тематска ниша ќе си најдеш, па ќе занимаваш само со тоа. Кај нас сите кога тргаат, и то ова е конкретно што е кај нас проблемот, ние имаме сега колку имаме, едно 180, 190 такви онлайн operations, нели? Што себе се нарекуваат news медиуми или се сметаат за news медиуми. И наместо да се фокусираат на нешто, како што прават нивните колеги на Запад, тие веднаш го покриваат целиот свет и подобар дел од вселената, барем неколку парсеци, источно, западно, северно, јужно и во сите насоки. Тоа не може, значи се бара инвестиција. Социјалните мрежи туку упаѓаат затоа што им овозможуваат луѓето да се информираат за она што ги прво, она што ги интересира и им треба, од луѓе на кои што им веруваат, генерално, иако не е мал бројот, свесни сме за тоа, а може и подеднако број на луѓе, се информираат и за луѓе на кои што не им веруваат, и кои што не ги интересираат, ама чисто да се испокараат како... Да исфрлиат сега, животот е полн со стресови. Системот мора да излезе, канализацијата мора да работи. И еден вентил. И сега, да, тие диктираат со однесувањето на традиционалните медиуми, затоа што, спомнав, традиционалните медиуми беа ужасно мрзливи. Да не употребам некој низ целиот развој на интернет и на целата таа нова медиумска сцена, се додека не догоре до ногти. И сега, значи, единствено што можат сега да направат е да пробаат, окей, ние веќе не ги користиме социјалните мрежи и да го прифатат ризикот дека веќе никој нема да не чита, бидејќи факт е дека освен тоа што тие се нели добри за да се најдете со одамна заборавени школски другари, или еве сега за луѓето од моја генерација кои што служеле, да речеме, во војската на онаа држава, бившата, да си ги најдете старите војнички другари, има и таква група на... Меѓутоа, не се социјалните мрежи само лошо. Вие имате на локално ниво секакви групи на луѓе кои секакви заедници имаш од геймери се собираат, еве ти викаш стари војници се собираат, стари не знам другари од средно. Дали се геймери, еколози, моторџи и така натаму, тие ја преземаат до некаде улогата на она што и Радио МОВ веќе е на комјунити медија. Значи луѓе од една заедница кои што не е нужно дека ќе интересира што ние кога гледаме на вести и на информации, традиционалните медиуми кај нас се фокусирани на тој еден триаголник кој што е може километар и пол со километар и пол со километар и пол, кој што е влада, парламент и поради нашата неодамнешна историја суд. Значи тоа е тоа што ги интересира политика. А за останатите битни работи, значајни работи во животот, тука социјалните мрежи и луѓето кои што се само организираат. И што покажува дека сега проблемот е што тешко е да се најде решение за одржливоста на луѓе кои што сакаат да занимаваат со сериозно новинарство, тоа да го прават во некоја традиционална редакција, имено кој тоа ќе го плати. Досега плаќаа рекламите, тој пазар е целосно испревратен, мислам дека уште од 2015, да речеме, Британија беше првата земја во која digital advertising надмина 50% од сите вкупните трошења за адвертайзинг. Дали има некакви можности? Претпоставам дека има. Може ќе ни текне и во текот на овој разговор. Го спомна интернетот и социјалните мрежи и сите тие заедници кои функционираат меѓусебно, да речеме некогаш подвоеност од она што го знае или го гледа масата од мас медиумите што им го прикажува, ајде да речеме. Сега збориме за однесување, сакам да збориме еден дел за социјалните мрежи, зашто интернетот, и ти претходно ми кажува еден разговор, не демократизираше она што им требаше, но видовме дека и свативме дека демократијата знае да биде и валкана работа. Што е едно со друго си иде. Имаше еден викаше дека интернетот е
најдобрата и најлошата работа што ми се има случајно на човештвото, нели? Ако тргнеме од тие, што правиме сега во интернет просторот, затоа што од една страна имаме новинарски издруженија со етички кодекси кои што доаѓаат и викаат мораме ние новинарите да правиме и така и така. Но од друга страна се вика мора да важи и за сите вас, но други викаат јас не сум новинар, можам да правам ово. Как можам да зборам вака, да правам вака, има ли можеме ли да рамка да ги ставиме сите или таа саморегулација што си ја зборат медиумите, више самите групи можеби се имаат меѓу себе како и развиено како некој начин на однесување, начин на комуникација и така натаму. Види, саморегулацијата е тука присутна цело време. Да. Проблемот е што таа саморегулација не секојаш се поклопува правилата, да речеме, стандардите, деонтолошки, етички, што важат за новинарите, не се идентични, да речеме, на некоја група која што за некој свој интерес се занимава. Инаку, знаеш како, ќе се појави трол и веднаш тука ред ради дисциплина и ќе го дотераат на место или ќе биде изопштен или ќе се извини и нема веќе да збори. Во таа смисла тој тип на саморегулација постои. Дека таа не е ставена во некаков кодекс на однесување, не е ставена затоа што има различни групи кои што прифаќаат различни типови на изразување, некои дозволуваат послободен јазик, некои сметаат дека јазикот било каде и било кој што го користи треба да биде сувопарен и академски и за тоа никој пат нема. Сега, слободата на изразување и слободата на говор ни припаѓаат на сите. Таа не е апсолутна, има ограничувања, меѓутоа знаете како, Јас сметам дека секој што е влезен во некаква јавна комуникација, односно во комуникација што е наменета за малку поширок број луѓе од неговите 5 најдобри другари или другарки, или неговиот школски клас, или неговиот фудбалски клуб, или така натаму, мора да биде одговорен за тоа што го говори, како се изразува и така натаму. Види, не би требало да има разлика, не постои всушност во правна смисла, ако сакаш, во регулаторна смисла, кога сме веќе кај само регулација да спомне, не постои разлика во однесувањето онлайн и офлайн. Знаеш? И така што ако истото што важи и за традиционалните медиуми, ако некој каже нешто што представува говор на омраза или друг тип на недозволено изразување, одговорноста е иста, независно од тоа каде ја кажал, дали на клупа доле, на клупа умало, дали дали во кафејана, дали на главниот градски плоштад, или ја кажал на Facebook, или напишал во блог, или не знам што. Значи, не би смел. Сега би било убаво сите да се контролираме, меѓутоа сите знаеме дека во човековата природа, што го прави човештвото од една страна и поинтересно, нели, и поубаво, поразновидно, имаме секакви луѓе, секакви карактери. Во суштината, да речеме, на овој систем што го гради на либерална представничка демократија е тоа да има разногласие, да има различни интересни групи кои се организираат на еден друг начин, дали во партии, дали во граѓански организации или било како, па застапуваат некои своји интереси. Она што интернет го донесе е што дури јуродивите, оние што не би требало да се пуштат да зборуваат гласно некаде, кој што, да речеме, во Лондон беа ограничени на тоа кутијата во Хайд парк и какви места има, па од таму се слушале, нели, секакви чудеси. Сега се многу подостапни. И тој тип на демократизација, колку што е добар, толку е лош. И сега ние треба да се научиме дека мораме со доброто да го прифатиме и лошото и да реагираме таму каде што треба и во мерка во која што знаеш, она што збориме мерки затоа што еве се појавуваат. Од една страна имаме луѓе кои што ајде да речеме морална полиција по социјалните мрежи, која што говор на омраза, хејт спич, ова е гора, не секогаш тој говор на омраза што се спомнува кореспондира со она што правно значи. И некогаш се нагласуваат работи можеби кои што не се за нагласување
и од се дига джеба, ми кажеш, да, треба да се реагира апсолутно за некои работи, но може би тука балансот е тежок. Види, тоа е проблемот. Обвинувањата за говор на омраза, обвинувањата за сега е тоа, нели сега се модерни дезинформации, за ширење на лажни вести и така натаму стана дел скоро легитимен од она што нарекува политичка идеолошка, каква сакаш кажија борба. Мене тоа воопшто не ми се допаѓа таа идеја дека секој оној со кој што не се согласувам автоматски или шири дезинформации или шири говор на омраза. Ти спомна во правна смисла, тоа е бидејќи се работи за ограничување на слободата на изразување и на информирање. Значи, сите меѓународни стандарди велат дека тие ограничувања мора да бидат минимални, мора да бидат исклучок, мора да бидат примерен или триделниот тест, мора да бидат предвидени со закон, мора да се пропорционални на саканата цел и мора да бидат потребни во едно демократско општество. Најголемиот број обвинувања меѓусебни што ги слушаме за говор на омраза не потпаѓаат по таа дефиниција. Понекогаш има. Апсолутно. Има други дела кои што влегуваат други. Меѓутоа, видите, и нашиот кривичен законник, тој член 319, ако не се лажам, што беше, тој, значи, Совет на Европа, да речеме, препорачува 6 основи за говор на омраза, користење на повик на насилство, дискриминација и така натаму. И навредлив говор, не знам, национална, верска, раса, сексуална определба, родова определба и не ми текнува што уште не е ни битно. Нема врска, ги има тие у кодексот и самите новинарски кодекс ги има сите работи. Да. Новинарскиот кодекс тука е неважен, тоа е важен само за новинарите. Апсолутно, ама не ти кажам пресликување на работите. Сакам да ти кажам, во нашата правна дефиниција има нешто што сметам дека е недозволено кога се работи со слободата изразување, вели и други основи. Во таков член, во таква одредба и други основи не смее да има, туку мора таксативно. Ако се 4, тогаш се 4 и по тие основи. Знаете, и она што кај нас често се слуша, зошто обвинителството не реагира, зошто судовите не реагираат, од она што го знам, иако тоа полека се менува, и европските правосудства се исти. Тие бараат експлицитен повик на насилство, дискриминација кон некого поради припадност на одредена група, на одредена група. И јас сметам дека тоа треба така да остане и сега ќе ти кажам и зошто. Затоа што постои тенденција, исто како за нас добронамерните, нели, центристи, левичари, либерали, што ни е навредливо тоа што го зборат, не знам, конзервативци или овакви или онакви или ултралевичари, социјалисти, овакви онакви. И на тие луѓе претпоставувам дека можат слободно да кажат дека им е навредливо тоа што ние го говориме, како се однесуваме и мислиме. Тоа би значило дека во еден момент сите треба да замолчат за некој да не се навреди. И да нема муавет. И тоа е, например, седиме у мало 7 души, сите различни и ќутиме затоа што ако каже некој може сите да го иземе. Имено. И тоа се коси со принципите на демократијата која што би требало да се потпира или на либералната демократија представува на различни, на плурализам. На тоа. Па сега луѓето, кога ќе дојде време за гласање, луѓето се одличат. Она што навистина ни е потребно е упристојување. Значи да нема толку баш лични навреди, да нема таков неприфатлив говор, меѓутоа тоа е одговорност целото општество и тука доаѓа всушност само регулацијата. Да повикаме на бойкот, да повикаме на изопштување, на исмевање, на отфрлање на такви, затоа што да бараме нас законот да не упристојува е страшно опасна работа. И второ, до сега сите обиди да се промени човечката природа, бидејќи сите тие работи се природни, има луѓе секакви, да се промени човечката природа и да се направи некаков нов човек, знаеме какви завршиле, обично со многу плачење и многу... Па, веројатно и секоја заедница, и поширока заедница со смета дека е проблем, треба да се јави, да биде гласно, да се свати дека е проблем, затоа што проблем станува проблем кога многумина стануваат проблем, тогаш станува принцип. Да. И тој принцип, уствари, треба да ја води таа заедница самата да си речи
што е кој е нашиот кодекс на однесување у нашиот Значи именно гледайте, битно е само регулаторните правила се такви. Ние самите ги поставуваме, им кажуваме луѓето ова се наши правила. Да. И ако вие мислите дека ние сме ги прекршиле нашите правила, таква е да речеме новинарската етика почива на тоа, можете на овој и на овој начин да ни укажете или да побарате од нас да го промениме нашето однесување или да се извиниме или било што. Се надвор од тоа е прашање на корегулација или регулација, меѓутоа некои работи просто не би требало да се регулираат на тој начин од саморегулација. Инаку вистинската саморегулација дури не се однесува на тоа дали ќе ние имаме совет за етика. Вистинската саморегулација мора да биде внатре во редакциите. Значи тие мора да размислуваат и мора да имаат, значи мора да направат своји правила. Тие правила можеби ќе бидат пошироки, потесно дефинирани, можеби ќе биде прифатливо, не знам, информација потврдена од еден извор, за некој ќе биде информација потврдена од 3 извори, и такви детали. Тоа ќе се одлучи самата редакција. Меѓутоа мора тие правила таа после да ги направи, да речеме, да се јасно видливи за сите, за да нема после чудење, ама зошто тие така пишуваат. Затоа што одлучиле дека тие така ќе пишуваат и единствениот начин да ги казниш е да не ги читаш повеќе. Ако дојде до таа нивното изразување, говор, било што, да надмине нешто што е законски прифатливо или законски забрането, тогаш си има кој да се расправа со тоа. Меѓутоа, на прашањето на саморегулација се сведува на тоа. Ова се мои правила, а ти сакаш читајме, сакаш не читајме. И тоа е сега принципот на работа и на интернет. На интернет има толку многу информации секојдневно, пак тоа е незамисливи бројки и количества на информации. И јас не знам, јас на пример сум старомоден медиумски консумент. Јас имам избрано што ќе читаш, тие ќе ги следам, тие се тие луѓе што им верувам, тие се релевантни за тебе и готово. Другите, знаете, често тоа. Ама видели што напишал овој на Facebook? Нит сум видел, нит ме интересира. Знаете, затоа што во добар дел тоа се однесува и на однесувањето на сите нас како консументи на некакви содржини, дали се тоа вести, дали е игра на програма, дали е спорт или било што. Ние сме тука да бираме и ја имаме таа одговорност да бираме. Ако сум избрал да следам некого сега само за да видам докаде некој, условно кажано, будала може да оди, па јас заради тоа се нервирам па да му коментирам, тогаш да простите, вината е и ваша. Дејан, тука да пресечам, сакам да се вратиме пак на социјалните мрежи. Унашо беше се актуелно последниве година, беше и кај нас уште од февруари, мислам, кога се случија случките у Србија, па се пренесе тука, ако не се лажам, па имаше повици да се забрана социјални мрежи, TikTok беше на удар, нели, па имаше Ковачевски првен излезе, рече дека во иднина ќе размислуваме за некаква регулација, за забрани се споменаа, затоа после тоа, ако не се лажам, од Либерално-демократска партија излегува со тотално укинување на тотална забрана да има за TikTok во земјава. Како ова влие од една страна, да речеме, на слободата на изразување, затоа што се укинува, ако практично се забрани на мрежа, дали тоа значи дека тие луѓе што се на таа мрежа ќе си најдат друга мрежа и ќе го продолжат да го прават оно што го правеле таму, нели? Мислам, какво фајде, или ќе не имаме фајде, или ќе нема нашата држава или посебни заедници од таква забрана, да речеме, тоа е прашање. Постојат во светот и ние и сите луѓе во светот тие режими ги сметаат за автократски, за недемократски и за така натаму. Ако ние сакаме, значи Кина филтрира се, Северна Кореја типа брана има ставено на се, овие филтрираат, оние филтрираат. Во право си луѓето што се изразуваат на тој начин, знаете како, нив само им се отворија нови можности. Еве ги во Америка си прават своји форуми, си прават своји социјални мрежи, си прават своји твитери, своји фејсбуци, каде што ќе се собираат и ќе си ги делат своите идеи, за кои што тие мислат дека се прекасни, ние сите мислиме дека се
дека се фуи и за Да, никаде. не ги сваѓаме, нели? И тоа Да, само да, ќе да. води кон нови подолби, што прво ние не можеме ништо да забраниме или не. Ние можеме да филтрираме само за нашата публика, затоа што најголемиот дел од тие платформи се или американски, или овие во пораст кинески, и русите си имаат своји платформи, бразилците си имаат своји платформи, и индиците претпоставам дека си имаат затоа што ги има милијарда и пол, па имаат доволно пазар. Апсолутно. Ова прашање веќе ми оставя што ќе се промени сега, нели новите последните промени во Законот за аудиовизуелни медиумски услуги ги вклучија и стриминг сервиси и дел од она што се пласира на мрежи како што се YouTube, не знам, Vimeo и така Што натаму. значи уствари тоа? Тоа не значи ништо за нас во практична Како смисла, практична затоа што смисла, немаме значи, ситуацијата ќе остане иста. Ако вие сте незадоволени од нешто што било објавено, некој напишал на Facebook, па сакате да се пожалите кај Facebook, па тој да реагира на тоа, пак ќе мора да се јавувате до тоа да оди преку Facebook, кој што за Европа е, не знам, седишето му е во Ирска, и ние немаме ништо. Тоа ќе значи ако некој реши да отвори некаква македонска верзија на YouTube, некаква македонска верзија, што е малку веројатно дека ќе се случи, затоа што сме мала заедница и тоа нема да биде исплатливо. Значи, ние остануваме во таа смисла, што се пишува нели на Facebook и како Facebook реагира, па зашо дозволува. Ние просто мораме да се потпреме на напорите што ги прават малку поголеми играчи од нас, Европска Унија, најконкретно, бидејќи таа највеќе се грижи и се обидува да им наметне некаква одговорност, која што главно е само регулаторна или во таа смисла корегулаторна, затоа што некој од надвор ви однесува. Ако сакате да работите во Европска Унија, во тој заедничкиот пазар, мора да се однесувате, да прифатите одредени начини на однесување. И тоа мислам дека функционира. Франција имаше, не знам, казнуваше Google и за разни престапи, Facebook и така натаму. Ние тука тешко можеме да направиме нешто, а и секако тие луѓе ќе отидат на некоја друга платформа, ќе отидат на трета платформа, некаде каде што ќе се чувствуваат дека се добре дојдени, дека можат малку послободно да го зборат тоа што ако ме прашате мене, не би требало да го зборат, меѓутоа кој сум ја да им забранам да го зборат. Се што можам е да со аргументи да се борам против нивните тврдења, со мои тврдења и да се пробам некако на тој начин. Забраните не успеваат затоа што политиката е нестална работа. Еве сега гледаме во Европа, наводно сите зборат за тоа дека има некое придвижување кон десно, па што ако победат левичарите, па тие ќе речат, не може па овие левичарите, ќе ги филтрираме, не може они на Facebook да пишуваат се што сакаат. И затоа е опасноста од било какво влегување надвор од тоа што е сега регулирано во смисла на ограничувањата на слобода на изразување по било која основа во кривичното законодавство. Затоа што инаку ќе дојдеме до таа ситуација кога никој не ќе смее да каже ништо, плашејќи се дека или Facebook или уште полошо судот ќе реагира и ќе има некакви консеквенции. Тоа мора да остане опција само за најтешките, најсериозните прекршувања. Не знам, има една Обединетите нации, во чија надлежност е тоа, нели, благодарение на Пактот за граѓански и политички права, имаат нешто се вика План од Рабат, тоа е од 2010, ако не знам, 2011 година, сега не ме фаќај за збор, можеби тука ќе погрешна информација ќе дадам, и тој има 6 точки, па во кои што им дава упатства на правосудните органи, кога одлучуваат дали да гонат нешто или нешто се однесува на тоа слобода на говор на омраза, како да се однесува, нели, од можноста тоа во реалниот свет да предизвика некакви консеквенции, кој го кажа, како го кажа улога во општеството, веројатност и така натаму. Така што јас лично сум задоволен со тој тип на пристап и морам да ви кажам дека во најголемиот број случаи на меѓусебни обвинувања за говор на омраза, всушност не се работи за говор на омраза, некој пат се работи за сериозни кривични дела, се разбереме, закани, апсолутно. Закани против безбедност и така натаму.
Меѓутоа, ние во еден момент, значи луѓето што не се стручни правници или во правосудниот систем, сето тоа почна да подведуваат под говорна омраза, знаејќи дека тоа ќе донесе поголема видливост во општеството на таквите обвинувања или на таквиот тип на однесување. И затоа имаме таа поплава од меѓусебни обвинувања, мене ми се чини. Кога збориме за ова, ме потсети вчера на првиот ден уствари на деновите од медиумска писмена, на конференцијата Тијана Ивановска, психологот, рече воспитувањето не треба да се одвива на социјалните мрежи, воспитувањето почнува дома. Значи ние воспитувањето го префрливме буквално од домашното на социјалните мрежи, можеби ја скокнавме еден прак скокнавме можеби. Па не, знаеш како, на времето се викаше или ќе те воспитуваат дома и на училиште, нели, се уште тоа домашно воспитување, се уште некој појам за некој што е фин и културен, а тој што го нема тоа домашно воспитување е некој што не е фин и не е културен. Или ќе те воспитува улицата. Сега улицата ја заменија социјалните мрежи, затоа што децата веќе не се играат на улица, нема фудбал на мали голчиња, не знам, каубои, индијанци, џами и што све не игравме ние како деца на улица, туку или играш на компјутер, или седиш пред компјутер и се дружиш со другари. Ја често се шегувам, ќе излезеш на кафе со друштво и сите седнале вака со телефоните, и ми викам, најкул би било сега меѓу себе да четувате. Знаеш, онака со телефоните. Такво е времето во кое што живееме. Значи, просто е такво, може да ни се допаѓа, може да не ни се допаѓа. Во еден момент, значи, прво уште рано, ние сакаме се да се реши и се да се реши на начин на кој што сакаме, а младите, нели, бидејќи ова сепак младински образовен форум, младите си имаат собствена идеја за тоа што ти очекуваат, што сакаат, како да видат, во која што традиционалните медиуми или идеите на нивните родители, нивните наставници можат да имаат, меѓутоа сомневам дека имаат некаква улога во обликувањето на нивните идеи што тие сакаат на интернет и во онлайн сферата и какви содржини сакаат, така натаму. Сме збореле за тоа и порано. На традиционалните медиуми, ако сакаат да преживеат во таа смисла да градат нова публика, бидејќи публиката на традиционалните медиуми, на телевизијата, на весниците, на така натаму, за жал биолошки одумира. Значи тоа се публиката, да види луѓето кои што ги конзумираат тој тип на медиуми се повозрасни и повозрасни, и во еден момент ќе ги снема, пошто биолошки факт е тоа. Природата е таква, никој не е бесмртен. Значи, тие ако не го променат своето однесување, и ако не најдат начин да ја привлечат младинската публика, да изгледат, да ја понудат тоа што таа сака, не може да се однесуваат како на времето, нели? Јас мислам дека ова добро за тебе и ти мора да го гледаш ова што јас ти го сакам. Знаете, и тоа не е нешто ново, луѓето мислат дека нешто ново. Во моментот кога во Македонија се проширија, да речеме, кабелските оператори како можност за гледање телевизија, за пристап до телевизија, ние од тогаш уствари се занимаваме со телевизија по барање. Далечинското во рака и ако сакам да гледам спорт, ќе шетам по каналите додека гледам спорт. Ако сакам да гледам филм, ќе шетам по каналите додека гледам филм што сакам да го гледам, во таа смисла, и тоа е така телевизија по барање во која што ние имаме. Не мора нужно сите да ја гледаме Македонска радио и телевизија, и кој ја би препорачал, таа телевизија е малку променета е во однос на тоа што беше допред. Преседно се види, има волја, немаат пари, и тие. И сега, зборот ми е следно. Не може без инвестиции, во капитализам живееме, значи не може без пари и без инвестиции ништо. И ако сакаме, оти го спомнавме, јавниот радиодифузен сервис, тој да биде подобар и да им се обреќа и на младите, и на сите можни младински субкултури и така натаму, тој би морало да ги има. Мене ми е чудно, нема панк на македонска телевизија. Нема панк како на стар панкер, тоа ме иритира. Меѓутоа, разбирате, традиционалните медиуми не можат веќе, бидејќи такво е времето,
луѓето имаат премногу можности и не можат и да мислат, ние мислиме дека вие ова треба да го гледате или ова треба да го читате, затоа што ние сме одлучиле дека вие мислите треба така. да правите. Ако не им го дадете тоа што тие го сакаат, ќе останете без публика. Дејан, да те прашам нешто, избомна медиумите. Збориме медиуми, збориме од друга страна, има дискусии доверба во медиуми, колкава е довербата, па младите немаат довербата во медиуми, па се спомиња тука, па за тоа не сакаат ни новинарство, па се намалуваат, анализи гледаме на факултетите, бројот на новинари, студенти се намалуваат и веројатно е поврзано едно сето до друга. Како ние да ја вратиме, ајде вечното прашање новинарското, ние се сега повторуваме со години, како ние да почнеме да ја вратиме довербата во медиите, кои како некои факелносци на јавниот интернет и демократизацијата на општеството, а со тоа и младите да сакаат да влезат у професијата. Нели? Долго е ова, секогаш, ама морам да прашам прашање. Знаеш како, дека постои криза на доверба во традиционалните медиуми, постои и кај нас бројките да мислам дека 49%, околу 49%, и двете страни се и доверба и недоверба во медиумите, тие со изразито, сега не знам, ама така покажа, мислам дека последните две истражувања јавно мислење што ги прави и Ири. Затоа што тие го мерат тоа стандардно во тој нивниот прашалник. Тоа е навистина тешко прашање, затоа што јас сакам да верувам дека медиумите имаат и таа улога на образовна, нели, на прогресивна. Јавно добро. На јавно добро и така натаму. Факт е дека во еден огромен дел, и ако го земе тоа, нели, на политичкиот спектар, и десно и лево од центарот, на традиционалните медиуми се гледа како на еден дел од некаква општествена елита, колку тие навистина се дел од таква некаква елита и колку таква елита постои, за тоа не би зборувал сега, кои што бранат некакво статус-кво или промовираат некој сет на идеи кои што би требало да ја задржат сегашната ситуација и тоа на многумина не им се допаѓа. Факт е дека луѓето генерално сакаат да слушнат тоа што мислат дека да слушнат работи со кои што се согласуваат, не сакаат да слушаат дека не се добри, дека не се овакви, дека не се пристојни, дека не се културни или дека не знам што. Младите, кога веќе збориме за младите, оти ги спомнавме, тие нормално ќе им веруваат на оние медиуми или на оние извори на информации на кои што тие сакаат да им веруваат. И со кои што ќе се идентификуваат и ќе речат, окей, овој ми го кажува, за жал така е, меѓутоа овој ми го кажува тоа што сакам да го слушнам и овој ми зборува за работи за кои што сакам да знам и да ги слушнам. Во последно време премногу често се слуша и се гледа една тенденција кај секој некој што ќе се почувствува како претставник на некаква општествена групација и да почне да мисли дека тој има 23 години, ако има 23 години е млад и ако е млад тој мора да биде, не знам, екологист, мора за одредено прашање да мисли вака, за ова друго прашање вака, мора да е за ова, а против она и така натаму. И постои таа тенденција ние луѓето да ги групираме во такви идентитетски, да ги врамуваме во такви идентитетски групи за кои што сметаме дека сите треба да размислуваат и да гледаат на исти начин. И ако не едно прашање размислуваат работа, ќе те отфрендам на Facebook. Имено. Знаеш како, не си вегетаријанец. Нациста, нели како беше, да. И тоа е нездрава и лоша тенденција, затоа што некој друг па од другата страна, дали е тоа по идеолошка, политичка или било каква линија, смета дека сите тие припадници на истата таа група треба да слуваат, тие треба да слуваат вака и вака и вака, што најчесто е многу сосем спротивно од тоа како јас мислам дека треба да размислуваат. И сега, знаеш како, во теорија тоа е супер, демократијата од тоа живее и така натаму. Меѓутоа тоа создава реални проблеми во реалниот живот. Луѓето се повеќе се
поларизираат. Океј, поларизацијата во известен смисла е иманентна на либералната демократија, затоа што постојат повеќе групи, не само мултиполаризацијата, интернет, која што интернет, нели, срдечно со сите можни средства ја помага, меѓутоа ние доаѓаме во ситуација во која што различни групи луѓе веќе не разговараат меѓу себе, па да видат дали можат некои од тие разлики да ги порамнат или ги испеглаат, или да дојдат до тоа да видиме, океј, вие мислите вака за ова, ние мислиме вака за ова, да видиме каква е реална ситуација, па да најдеме кој е уствари што се случува. Туку се почесто такви групи луѓе само викаат едни на други и тоа користат не баш бирани зборови што би се рекло и потенцијалот за насилство постојано И не се разбираме таа комуникација, да. Да. И нели сега и не зависиме толку многу сите од нашите представници во политичката во таа политичка смисла, туку мислиме дека и ние имаме подеднако право да ги кажеме своите мислења. Апсолутно имаме, па од таму и недоверба и во политичари, и во медиуми, и во сите можни стари структури. Збориш за веројатно тука лежи и одговорот на прашањата, веројатно и самите млади треба да кажат што им треба, колку им треба и какви медиуми им треба за да медиумите, ајде да речеме негде на пола, на средина доаѓаат со барањата на медиумите и она што значи медиум како јавен интерес и така натаму, да дојдат и да може младите да влезат у медиумите и сами да создаваат медиуми, па од самите редакции после да продуцираат новинари кои што им требаат на младите и така натаму. Види, тоа веќе се случува. Да. Тоа веќе се случува, сега за жал тоа се случува надвор од традиционалните медиумски структури. Да. Спомнати дека се помалку млади се интересирани за новинарство, не е само тука кај нас. Значи, има статистики, не знам, во Америка, во САД, во САД, некој 10-15 години веќе поред новинарството е втора најзагрозена професија, во смисла дека ќе исчезне после, ако не се лажам, дрвосечачите. Бојбана, да. Затоа што сечењето дрва е веќе автоматизирано целосно, не е огромни машини со само кут. Да, се права. Исто и со новинарството. Значи некаде од 2008 до 2014 година во Америка се изгубени 52% новинарски работни места во редакции, главно во печатените медиуми. Едно време се мислеше дека онлайн изданија разни нови или постоечки ќе го прифатат тоа, па имаше дури еден краток бум. Vice која тргна амбициозно, нели, да биде глобален медиум и се занимава со политика, не знам, BuzzFeed која направи BuzzFeed News и уште неколку такви. Меѓутоа да се види BuzzFeed вработи 1000 новинари и ги отпушти сите тие новинари десетина месеци подоцна. Значи, младите просто не гледаат иднина во новинарството како професионална определба. Да, тие ќе ја информираат јавноста. Ја претпоставам дека и во Радио МОВ не се и во Младински образовен форум не се сите новинари. Не, ние Радио МОВ сме си 5 новинари, сме другите Младински образовен форум се прават организација. Меѓутоа, знаеш како со новинарство, односно со информирање на јавноста од тој новинарски тип, лично припаѓам на таа школа на мислење која што смета дека за тоа не е потребна точно определена специфична школа, туку е тоа повеќе повик, нели, она што на се вика calling, баш повик е тоа го работи затоа што имаш порив тоа да го работиш, затоа што сакаш нешто да промениш во општеството или во твојот град, во твојот локално, не е битно. И лично сметам, а и така некако одат работите, се развиваат тој правец, дека во иднина многу малку луѓе ќе се занимаваат со новинарство како платена професија. Многу луѓе се занимаваат со информирање. Се разбира дека луѓето што се занимаваат со екологија многу подобро ќе информираат за тоа што се случува на тоа прашање и од глобално загревање и загадување, да, и ќе знаат тоа да го објаснат. Се разбира дека не знам за било која тема што се случува во средните школи, средношколците најдобро знаат. Не знаеме јас и ти, ја па
особено затоа што веќе и не помнам кога бев средношколец. И младите, знаете, луѓето се информираат, ова го повторувам веќе неколку пати, за она што сакаат да го знаат и за она што ги интересира и тие информации ќе ги најдат и знаат каде да ги најдат така. Не значи дека традиционалните медиуми сите се lost case, нели, по тоа прашање. BBC, да речеме, можно добро му оди во освојување на нова млада публика со нивниот iPlayer и со сите инвестиции. Ама ностоп нови фичери, нови активности, ностоп пробува нешто, прави нешто, да анимира ностоп. Сега, генерално младите не се заинтересирале за политика. Па нека не се интересираат за политика. Политиката ќе се заинтересира за нив и тогаш тие ќе видат дека ќе треба да се интересираат за политика. Меѓутоа, мислам, знаете како, ама не гледале вести на телевизија. Всушност, истражувањата покажуваат, да речеме, еве кога сме кај телевизијата, истражувањата покажуваат дека младите гледаат многу повеќе телевизија од било кога. Меѓутоа, не ја гледаат онаа телевизија што ние, не ја гледаат линеарно. Линеарната, И во содржинска смисла не ја гледаат онаа телевизија што ние мислиме дека не гледаат вести, не гледаат политички ток-шоуа, тоа што кај нас се нарекува дебатни емисии. Туку нормално или гледаат квалитетна драмска програма, или ги гледаат во форма на многу кратки видеа, дали се на TikTok, дали се на YouTube, дали се така натаму. Првата работа за која што барем телевизиските вести би требало да бидат добри, бидејќи телевизиска вест е уствари кратка форма. На времето беше стандард повеќе од прилог телевизиски во вести не смее да трае повеќе од минута и пол. Она што телевизиите мора да го научате е дека веќе имаат таа кратка форма. Ако сакаш да ги се интересираш младите, само тоа треба да го направат, да најдат луѓе кои што тоа со самиот свој израз, со однесувањето, да сакаш и со јазикот, ќе им бидат поприлични на младите од некој сериозен господин или господја кој што им ги чита вестите и така натаму. Значи, првата и основна работа е да видите кои формати ги сакаат младите. Јас лично не се согласувам дека младите сакаат само што е кратко, бидејќи истовремено гледаат и епизода, гледаат дека attention span-от е мал и дека се мора да биде кратко за да биде трейлер за ова. Значи тоа лично сметам дека е тоа мит. И ја мислам дека луѓето што своите навики за конзумирање содржини ги пренесуваат од медиум, од платформа на платформа, така натаму. Ако сакаш ако си читал, сакаш да читаш романи, нема да ти пречи и на интернет да читаш подолг текст. Ако си читал таблоиди, па таму се наслов и 5 реченици и на интернет ќе бараш наслов и 2 реченици. Значи, тоа пак зависи од луѓето. Ако те интересира што прават разни селебритис, нели, познати личности, така натаму ќе те интересира и си купувал, не знам, некаков таблоид што се занимава со животите на славните и богатите, истите информации ги бараш и на интернет. Ако те заинтересира идат избори, ба што прават? И тоа ќе го најдеш. Меѓутоа, тоа велам, значи се сврте, тоа е една од главните работи што мора постојано да имаме на ум. Значи се сврте таа комуникација од медиумите кои што доминира во јавната комуникација, бидејќи има монопол на тоа и беше комуникација од еден центар кон многумина, сега се повеќе зависи од однесувањето на консументите на информации. Значи, што тие сакаат, и тие тоа ќе го најдат. Знаете, додека македонските телевизии линеарни не почнат да инвестираат, да речеме, во квалитетен фудбал, пред се овие популарни првенства, немаат право да се бунат зошто луѓето гледаат Арена Спорт или не знам било кој спортски канал, да не спомнам само еден, или спорт клуб, затоа што таму го имаат тоа што го сакаат. Вие можете цело време да им давате вести, нема да го гледаат тоа. Затоа што мора да се мисли, во капиталистичко општество консументот е уствари крал. Да, она што еве сега да вратиме на крај да заокружиме ова. Значи работата е младите буквално почнат да влегуваат во самите медиуми затоа што од една страна они нели
да им се нуди она што бараат, ама од една страна и они да ги креираат содржините, нели? И тоа треба си треба, нели? Они можеби ги креираат содржините, ама надвор од она што значи новинарска професија и преку новинарскиот кодекс кој што добро со да е, векови и децении бил пренесуван, да речеме. Добро да е, па што? Мислам, Да. сега, знаеш како? Да. Може не ми се допаѓа, ама во крајна линија, па што? Знаеш како? Ако тие сметаат дека за однесувањето на нивните избрани представници, знаеш, зборуваме дали младите за кои што зборуваме сега, нели зборевме за тоа, Да. имаат право на глас или немаат право на глас? Значи, ако сакаат да знаат, тие ќе прават. Ќе има млади што ќе ги интересира тоа, ќе има млади што нема да ги интересира тоа, како што било низ целата историја на човештвото. Значи, ништо не е променето во човечкото однесување, мене ми се чини, освен таа можност која што сега имаме сите, благодарение на некаква платформа што е на интернет, која што ние можеме да ја користиме на еден или на друг начин. Знаеш како, се што може да се употреби, може и да се злоупотреби. И тоа е проблем со кој што мора да научиме да живееме и да видиме како никакви забрани, никакви ограничувања, мислам дека би помогнале било што да се промени, може да бидат само контрапродуктивни. Особено знаеме сите, значи на младите, ако му забраниш нешто, па тоа е нели еден стереотип за младите и ја да употреба. Значи затоа што суштината сите, значи главната поента на сите тинејџери е да не бидат како своите родители. Дали тоа ќе биде добро или ќе биде лошо, никој не се вратил од иднината да ни каже, ние можеме само да се надеваме дека ќе биде на добро, затоа што досега некако на човештвото онака отприлика трендот генерален на тоа да се оди на подобро. Знаеш како, а тоа што е подобро, што не е, за тоа во крајна линија одлучуваат гласачите. Знаете, тоа е суштината на либералната демократија и на изборите. Имате 2-3 страни од кои што сите мислат дека за човештвото да оди напред треба да се прифати нивната програма, нивните идеи, нивните ставови и нивните гледишта на свет. Секој од нас си вага така и со конзумација на медиуми, на содржини, на вести, на било што. Затоа велам во едно капиталистичко општество такво на либерална демократија, мораме едноставно да им веруваме на луѓето дека ќе ги носат вистинските одлуки. Дали се согласуваме или не, тоа со таквите одлуки е друга работа, ама барем и тоа е убавото, имаме можност да кажеме дека не се согласуваме со тоа. И таа можност ја никому не би ја ускратил, па колку сака да е далеку од мене на политичкиот спектар. Дејан, ти благодарам многу. И само да додадам, за младите воопшто не се плашам. Тие ќе бидат сигурно подобри од нас и ќе си ги најдат вистинските начини, узанси, стандарди, како за канали за комуникации, за да ги добијат информациите што им требаат, вклучително информациите за нашиот политички живот, таков каков што е, таму каде што сакаат. Оној што ќе успее да погоди кој е начинот, на каков тип на информации и како да им се понудат и преку кои канали, тој бога ми ќе направи големи пари, ќе биде успешен човек. И што би рекол Рамбо, би ќе прави цар. Рамбо Амадеус би рекол. Ама проблемот е затоа што ние сега зборуваме за промените кои што се одвиваат, додека зборуваме за промените кои што се одвиваат. И тоа е многу тешко да се погоди кој и како. Заедно 10-15 години ќе седи некој иден Руперт Мрдок, кој што направил пари од тоа, погаѓајќи го вкусот на јавноста и така натаму, и задоволно ќе ги трие раците и ќе каже како сум ги фатил младите, само мене ме гледаат. Значи тоа е скоро неизбежно. Значи не се плашам јас за младите. Младите сега, знаеш како,
се нели на шега пред да го почнеме муабетот, тоа зборев историјата на човештвото. Меѓу другото е историја на прогласување морални паники за тоа какви се младите, како се однесуваат, каква музика слушаат и какви се во тоа косите и како се облекуваат. Боже сачувај како се носат. Во наше време не беше така. Така да и ова ќе помине и денешниве млади во еден момент за 2-30 години ќе викаат леле што ќе правиме со младиве, види какви се и како се. Како родителите нивни и предходните родители нивни. Ама имено. Затоа ти велам, ја не се сомневам дека тие ќе најдат начини да се информираат и да допрат до оние содржини информации, факти, било што, до каде и дека ќе бидат способни да распознаат што е добро, што е лошо, што е вистина, што е лага. Апсолутно немам никакво сомнение во тоа. Во крајна линија, во секоја смисла зборот, младите се иднината. Да. Фала ти многу, Дејан, за разговорот. Фала ти што дојдеш, што ни беше гостин. Фала ви сите што не гледавте. Може би бевме долги, ама денешно време медиумот нови медиуми, нели за тоа зборевме, може да си вратите назад, па сега да го изгледате до пола, па после нареден ден да си гледате и другата пола. Сега имаме можност, нели таква. Фала уште еднаш. Благодарам и јас за поканата и за можноста и се надевам дека одговорив на очекувањата, нели, на младите. Фала ти многу. Продолжите и натаму да гледате содржини на Радио МОВ, да читате, да слушате, се враќам и со радио емисии уште малце и така натаму, така да следите. Поздрав!